Хай, шернувам лайв стримот што ни иде преку Rumble, за да не правиме посебен лайв стрим на бидејќи ресурсите ги, да, ова и на мојот share on your page you manage. Како да пише? Да пише одиме лајво со стримо. Оиме лајво со стримо од Рамбло. Брат, луѓе ќе паѓаат по стрито. Океј? Тоа е, чекај уште еден шер да направам. Хејтеришчава. Хејтеришча. Како? Ова е Линко. Ништо не те разбирам, добро. Не, ова е Твитер, бе. Гледај малце, ќор. Ќор табла не игра. Линко на Твитер. Па знам на Твитер, на Фейсбук го ставив. Worst TV show in history. Така, и тоа е завршено. Да направам пауза уште 10 минути да се изнамуабетите со колегите? Или да си одам, ако сметам, кажете. Не можам да ја ставам бубата. Стиши ме скроз. Мош не? Шубаво правиле партизаните. Денеска ќе се откриваат големи тајни. Да, драги мои, тајни кои не ги знаете, кои не сте ги доживеале, кои не ги знаете за мене, имам ја мрачно светла историја за која никој не знае, но моите другари, моите колеги презедоа радикални мерки. Пред да почнам на телевизија да идам со Јади Бурек, на самите почетоци, јас се занимавав со естрада и со музика, и еве една слика од тоа време. Да, еве, малце помлад, ова е 80-ти години. Убав сум бил, нели? Джигерица левел 9000. Да. Сега, благодарам мрежија, и сега следствено на ова, моето најголемо музичко остварување се вика Милионерче. Не можете да ме признаете, оти ослабен сум за тоа, не за друго. Во Прилеп го снимивме. Милионерче, не си играј дава. Чекај сега малце сега, да ви кажам вака. Прво, типов на армоникава е Баже. На саксофонов е Марко. На гитара е Деки. Ова е мојата колешка од редакција, а ова е Брко. Да, само овде на шминкер не му се гледаат бркоите. Така.
Јасно е? Да. Не ја знаете песна, кој ќе ми ја отпее песната у истиот ресторан има за јадење и пиење што сака од мене. Давај, давај, бркни си во джебот, имаш пари. Давај, давај, не се срами, ставај, ти си пара или ја, не се стискај, давај, ти милионерче, не си играј, давај, давај, давај. Мислам да знаете дека овде на спотов е цела екипа од ТВ Сонце, сите мои колеги и колешки учествуваат, ми дадоа силна поддршка и го снимивме спотов, само да знаете. Шуба и луѓе сме биле, бе, машала, бе, лични. Јас се извинувам, реков Марко дека е на... Не е Марко на саксофон, Марко седи на маса јадење тогаш донесува. Во джебот имаш пари, давај, давај, не се... Еве ми го уредникот, чекај. Еве го уредникот тука. Гледај сега, пивцето. Опа! Срами, ставај, ти си пара или ја, не се стискај, давај, ти. Ајде ке ти свирам, ајде, ајде ке ти пејам, ајде, ајде ке ти играм, ајде. Раз, два, три, имаш пари ти, 4, 5, 6, ти си голем шеф, имаш пари, ајде не се шали, фрли едно бонче, имаш милионче. Имаш пари, ајде не се жали, фрли едно бонче, имаш милионче. Милионерче, не си А кој снимаше, бе? Кој беше камерман? играј, давај, 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 бркни си во джебот, имаш пари. Давај, давај, не се срами, ставај, ти си пара или ја, не се стискај, давај, ти милионерче, не си играј, давај, 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 бркни си во джебот, имаш пари. Давај, давај, не се срами, ставај, ти си пара или ја, не се стискај, давај, ти. Ајде ке ти свирам, ајде, ајде ке ти пејам, ајде, ајде ке ти играм, ајде. Раз, два, три, имаш пари ти, 4, 5, 6, ти си голем шеф, имаш пари, ајде не се шали, фрли едно бонче, имаш милионче. Имаш пари, ајде не се шали, фрли едно бонче, имаш милионче. Толку може. Слушај, мајтап, толку можам сега, толку ми е капацитетот. Не ми замерувајте. Океј, малку сака вака шарено, јас се надевам дека колегите и колешките не се навредија ништо, малку нашегава на влезов. Баш би сакал пак вака да ве сретнам на некоја ваква прослава како што бевме лани на свадбата на синот на нашиот газда Ѓорџ, кој наводно треба наскоро и да дојде во Македонија. Не се. Некако избегнувам да ја започнам емисијата и да ја започнам све нешто си наоѓам причина да зборам, например, како Интер го прегази Милан на негов терен, на домашен терен. 2-0 мајмун го направија, избриша патос со Милан, покатастрофален никогаш не бил. Кои скомплексирани тинејџерки делува миланезите. Најверојатно, нели, два клучни големи играча им се повредени.
ај што е и Златан Ибрахимовиќ, туку и овој Леао. И Растурија, ефтен добра кохезија покажа, аш порано и многу се припотресуе сега, слабо за фудбалов. За Евровизија, што ќутите бе? Знаете што ми е демагогијата со Евровизија? Демагогијата со Евровизија е што сега се збори, решивме да не идеме и со ова заштедивме 150.000 евра пари на граѓаните. А што правевте изминативе 20 години, бе? Ама, знаете што? Ние сме виновни, така е, ние не реагираме и дозволуваме да не лажете, да не крадете, да не плячкате. И баш се прашувам каде е прагот каде што вие може да дозволите толеранција. Значи, кој е прагот кај што не можете? Ја бев убеден 20 години дека, например, прагот е името. Секоја чест на луѓето кои дадоа отпор, кои излегоа и протестираа и реагираа политички како организации и така натаму, бидејќи за мене не е се само излези на улица викај. Тој е еден сегмент од борбата. Но кај нас тој сегмент е скоро исчезнат и се што е од борба е ставено на Facebook, на лайк. Толку. Дури не е ни на Инстаграм, не е ни на Твитер. Пензионерски дом Facebook. Човече, нема помлад човек од 45 години таму. Каде е прагот до кај можат да ве газат, а да не изреагирате? Значи, кога дојде за името, нема проблем. Имавте власт која сами се изгласавте, вие срушија, нема проблем. И тоа го прифативте. Да, отпор имаше, например, на локалните избори, мамицата им ја расплакавте, стварно ги растуривте, што викаат србите, ко беба звечку, разбише их ко беба звечку, растурише их ко свиња масну поњаву. Пардон, my French, но, еве, 2 години ве држеа затворени. Ве принудуваа со... Ти текнува, таман се осмеливме да се вакцинираме, сакавме со Спутник, сакавме со кинеската, рекоа, не. И се исповакциниравме со експериментални вакцини, кои сега, вака само една да кажа, и кинеската, и руската, и западните вакцини, сите беа пребрзо направени, а сите ние бевме за морчиња. Луѓето свесно прифаќаа ризик, бидејќи вакцина се развива многу долго време, свесно се прифаќаа ризик, окей, ја имам слаб имунитет, страв ми е, одлучувам, ке се вакцинирам и последиците од вакцината ке се ги прифатам подобро од што последиците од короната. Бидејќи последиците од короната воопшто не беа наивни, драги мои пријатели и пријателки. Ја короната, знаете дека добро ја преживеав, се фалев, ви кажував, ве куражев, додека сите дремевте дома, никој не иде на работа, спиевте. Ја доаѓав овде ко мамлас во полициски час со оние тоалетни хартии напишани. Јас, Јанко Илковски, извршувам должноста, па по 30 полицајци ме проверуваа, светло. Вие сте, да, еве лична кара, господин Илковски, мораме. Знам што морате. Мора да се умре, друго ништо не се мора. Не се. После тоа, диабет, пореметување на црниот дроб, пореметување на метаболизмот, качив 30 килограми, проблеми со спиење, проблеми со желудник и така натаму. 2 години ми требаше, сега се стабилизирав со диета, за тоа на мојот подкаст. Не се. Значи, ниво короната, и во короната
не успеа да ни ја најдат точката на топење. Значи, уште поголема ние имаме толеранција. Не сме едини, но да не се правиме дека ние македонците сме нешто храбри. Нема кочница, количка. Добре, се наместив. Не можеш да не мрдаш. Не мрдај! Не... Значи, името не. Промена на власта не. Короната не. Покачувањето на цените. Драги мои, во овој момент Македонија и Грција имаат скоро исти цени за повеќето од производите. Во овој момент да ви кажам дека во Македонија покачувањето на цените се движи од 50 до 150 на 100, зависно од производи. Например, ако памтите пред година дена, например, еден омекнувач или прашок за перење беше околу 150 денара, да речеме една доза, едно шише, сега е 270-280. Тоа што замрзнале леп или си ги замрзнале јајцата, апсолутно никому ништо не значи. Енормно зголемување на млекото, на маслото за јадење и така натаму. И тоа како ве манипулира, тоа беше многу интересно, качи го маслото 150, народ вришти и после ќе го спуштат 130. Ете, спуштени цените. А 130 е добри 50-60 денари поскапо од што беше, бидејќи маслото беше 70 денари. Не се. И помина. Значи, и тој Рубикон не го помина, таа точка на топење не ни ја рчна и не изреагиравме. Во меѓувреме имавме политички скандали, например рекет. Јавно видовме како се рекетира македонски успешен бизнисмен, му се земаат 2 милиона, видовме горење на болница и сообраќајка со жртви со автобус на автопат, Дурмотурс, автобус кој изгоре со 40 на патници, помина. Нема проблем, се е во ред. Смилковско езеро ние го поминавме, не па друго. Смилковско езеро. Се занимава некој? Екзекуција. Ни убија 5 деца. Знаеш, некој ќе рече, не, децата кој ќе ги рчнат, тоа е веќе не се толерира. Не да се толерира, брат. Све се толерира. Ние, како експеримент, не знам ни дали е или не, но ја ќе ви кажам дека у овој момент мислам дека можат и по куќи да ни влезат, да не силуваат и дека 90 на 100 од граѓаните нема да изреагират. Сега види, ако му прават нему, па и мене. Значи, прагот на толеранција е непознат. Непознат. Не е критика. Тоа е така и не е само кај нас, кај многу народи. Но не е така во Грција. Грците се нешто посебно, французите исто така и Соединетите Американски држави. Дури и Канада покажа силен отпор, за разлика од една Германија чиј народ нема апсолутно рбет, кај што родител кој му е силувана и убиена неговата ќерка од имигранти искача 2 дена по смртта и вика им простувам, нема да тужам никого, нека ги ослободат, јас разбирам. Ете, тоа е. Вие сте, гордејте се, вие сте како германците. Нема отпор. Децата страдаат, така требало, тоа е тоа. Македонецот или она, нели, ние сме еден од ретките народи кај што имаме имиња како Трајко, Мирка. И тоа се одразува. Значи, таков ни е менталниот склоп. Проблемот е сега не е во критика. Ти менталниот склоп не можеш да му го промениш на народот. Овој народ 5 века некој доаѓал и му ги земал децата. Им ги силувал ќерките.
им ги данок во крв се наплаќал. Све тоа поминувало. Прва светска војна, бугарите се собирале за своја војска од овој народ, србите за своја војска, грците за своја војска. Како беше познатата приказна, тројца браќа од едно семејство, едниот во српска, другиот во бугарска, третиот во грчка војска служил. Ако очекувате протести на промени, на нешто такво, то може само ако он намириса дека тоа може да биде партија која може да дојде на власт, па заради заслуги да утре да бара вработувања, пари, секако сендвич, да дојде ова, или да е партија на власт па да го повика со сендвич, со ова, па да аплаудира меѓу првите, да го слика, да гледаш, ја и Перо гси гаќи. Овакви, на, ово у оно, вака сме јас и он. Тоа е некаков одбранбен механизам, неспособност на отпор. Има народи кои имаат силен отпор, има народи кои немаат отпор. Тоа е како организам. Има луѓе, има деца, има луѓе возрастни кои имаат силен имунитет. Ја познавам мој пријател, жив и здрав е, кој живее во Лондон и нема примено ни една вакцина. Колку знам, дури неговото семејство. Но имунитетот негов е... Но познавам и луѓе кои како да се од стакло направени, па дури у моја фамилија. Каде што еден грип може да биде и е фатален по нив. Кога зборам фатален, зборам за да ги кутне со месеци до инфузии, до сериозни интервенции, до гама глобулини дури да се даваат. Нема критика, но прв начин, што со тоа кога имаш таков народ, бидејќи, пазете, немојте вие македонците со крв ја заработиле својата борба. За која крв зборите? За оние неколку стотици револуционери или пар стотици партизани? Ние дури не им ги знаеме ни имињата на прилепските, што го нападна партизани или дури не беа ни партизани. Беа мангупарија, беа храбра мангупарија. И која вела мангупарија, зборам дури и како повисок пиетет, која тргнаа целата работа. А 45-та, 5 милиона партизани имаше кога се виде кој ќе победува и така натаму, и партизански споменици се делеа како дипломи на Тетовски универзитет. Што со ова моje јадење бурек? Работата е што секогаш мислам дека колку поискрено луѓето си го признаат ова во огледало, верниците, ама искрено, брат, абе како се осмелувам ја било кому да се јавам кај Јанко и да му кажам, види, народов не иде, зошто не го сака Бога или што ти ја знам. Знаете што викаат духовните оци, современите, посовремените, како Шмеман? Екологија те занима, сакаш, ти сметаш што светот е извалкан. И идеш да метеш надвор, да собираш ѓубре. Не бе, брат. Прво почни овде да се исчистиш. Кога срцето е чисто и душата е чисто, таков човек, прво он не загадува. Неспособен е да загади. А потоа е и светол пример, без да отвори уста или каже било кому, да привлече и да инспирира многу луѓе така да се однесуваат. Трета работа, ако веќе се знаеме и си признаеме дека не сме патриоти, туку сме партиоти. Значи, ние навиваме за партија, а не од патриотски побуди. Патриотизмот ние мора да го ставиме, па за било која опција да сме, нели? За да филозофираме, за да си го оправдаме, за да се направиме дека сме подобри од другиот. За жал изгледа дека не сме.
Но еве, како иначе да се истумачи што на олку крадење. Ајде да парафразирам. Нели, крадење треба да е некаков доказен комплемент од фактички состојби со докази дека се случило такво и такво дело за кое е отворен процес. Бидејќи повеќето од тоа нема, кај нас кражбата е легализирана. Значи државата се задолжува огромно, енормно, абнормално се уништува државата и тоа дури и да го сватам. Еве, например, една Ирска, една Грција е презадолжена земја. Ама кога ќе отидам, кога ќе ги видам автопатите, кога ќе ги видам институциите, кога ќе видам инфраструктурата што е изградена, нема остров кој нема струја, вода, генератори и така натаму. Нема цела Грција можеш да ја поминеш возејќи по автопат. Им се гледаат барем парите. Да, не ги враќаат, земале кредити, украле, ама им се гледаат парите. Тоа зборам. Ние земавме пари, украдовме, ништо не се гледа, брат. Све е застанато, она што правеше ВМРО ДПМН, го срушија 2016, како го срушија од 2016-17 наваму, абе шајка не е закована. Кој сака нека, абе зборете, вие убедувајте се, Јанко јаде говецко. Зборете што сакате. Тоа што е малци инвестирано е минорно, абе, како да ви кажам, ништожно. Како статистичка грешка кога се 0,005 промили. Ако имало 20-30% вложувања во капитални проекти, сега е 0,0001. И со тие 0,01. Колку пати го отвара еден автопат кој го направи ВМРО ДПМН, претходната власт, ајде да не го зборам ВМРО ДПМН, не е битно. Друга власт го направи, автопатот 5 пати го отвара, повелете, возете се, не е доправен. Не е доправен, бе луѓе. Едино што се направија, се ставија нови 4 патари. Качанички пат до Косово. Ај ке кажеш, дојдоа, еве, нели, како никогаш досега, Македонија немала олку малцинска влада, доминираат дуи, нели, албанците. И се викаш, прва работа, најверојатно е, ќе изградат автопат, за да се поврзат, нели, со Косово, со Албанија. Ништо. Ја мислев тоа ќе биде, абе, со писта за авиони, супер брзи возови, знаеш, оние по теории на заговор. Нема везе. Коридор 8. Знаеш, у Србија, кој ќе ти речат, реци 8, што следува? На коњу те носам. Не е коњ, ама тука сме негде. Фабриката за електрични автомобили? Еве, само што не биле. Кај ми се батериите, бе? Немам батерии. Морам да си купам батерии, оти сега кој ќе купам кола, таа без батерии ќе дојде и ти си купуваш батериички, и тео батериичката. Так, и после ја вадиш батеријата, ја чарджаш. Добре, сега вакви 2000 ќе земеш. По 200 денари, пак за нив и отиш. Археолошкото, еве, сега планирам да идам малце на еден историско културолошко патување до Охрид. До Охрид никогаш, како никогаш до сега, подолго не се патува, но има и зошто, нели, кога патуваш од Кичево до Охрид, гледаш археологија, значи ископувања кои траат со децени, каде што нашите научници трагаат по вонземски цивилизации кои не посетиле, исто така ги барати пирамидите, нормално, кај да е диносаурус ке се најде, само треба упорност и ја честитам за тоа.
Сега возење по тој автопат, дајте, неојте, сега трубачи, Демиркапија таму се направи, нели, циркус. Овие граде, овие... И све што имаме инвестиции, нема една инвестиција. Кај ви е Microsoft, кај ви е Google, да спомнувам другиве. Кај ви е Макдоналдс? Мјау. Добро е, дојде Старбак. Ама, знаеш како Старбак? Дојде апарат Старбак. Добро кафе. У Рамстор има голем апарат, автомат за праење кафе. И има со прилично многу опции, скапичко, ама многу добричко. Ако завршам вечерва... Не, вечерва не пијам. Не, ке тераме емисија. Ке тераме емисија затоа што се изнајадов бурек за да предпоставам дека можеби некој четврток навечер ке не гледа, разочаран некој милановец или уште поболно. Минатата недела, давај ги телефоните, минатата недела се случи масакар у комшилук. Значи, дете систематично се подготвувало, 14 годишно дете, систематично, плански, студиозно, како да изврши масакар. Значи, не во афект, туку свесно, емоционално јасно, со бистра свест, со точна намера. Значи, без замрачување на свеста, без влијание од ова или она, туку со ладнокрвна, социопатска одлука за убивање. После тоа имаше уште 7-8 души беа убиени во Србија. Во Македонија почнаа да се фрлаат повторно закани, децата имитираат. Ја ви реков, дека тоа што го правевме ние за време на короната и локдаунот, допрва ќе гледаме од децата. Искрено ќе ве пуштам да зборите што сакате. Само ова ќе го кажам и мене нема да ме коментирате, како што ни јас нема да ме коментирам. Ако некој проба да ме коментира, да ме пофали или да ме критикува и така натаму, режијата ќе го слушне овој звук и тоа е моментално сечење. Дали ќе објаснам или не, значи кинење на линијата. Ја ве поканувам да си го кажете мислењето и да не се расправате друг што кажал, како кажал. Не уште време, уште имам да кажам. Во меѓувреме треба да се подсетите дека со месеци, бидејќи заборавате, со месеци децата беа изложени на бомби. А вас не ве потресе тоа? А откај знаете како делува на нивната подсвест и психа? Затоа што не знаете. Да знаевте, ке раѓавте гениалци. Не раѓате гениалци. Ние се расправате дали Панчев бил за Северна, дали Антич овој бил или Киро Лазаров и така натаму. 3-4 врвни спортисти имаме наместо да се обединиме и безпоговорно да се молиме и да им дадеме поддршка и благодарност за нивниот подвиг. Многу мина нешто се сеќам ме подкачија као браво како го скина Владко Стефановски. Чекај, ја Владко Стефановски го скинав како колатерална штета. Дојде Цеца и рече добро вечер Македонија. Владко Стефановски искача и веќе добро вечер Северна Македонија. Викам какво време. И мудрија хейт. Ја никогаш нема хейт. Нити сум го слушал нешто посебно, ама ја сум познавач на музика. Ние подобар музичар. Владко Стефановски е еден од најдобрите во историјата на Македонија. Он има дела кои говорат за него. И сега заради негов политички став или некаков табијат, ја ќе му судам дали треба или не. Тој е мој личен афинитет. Но ја како јавна личност тврдам, неговата музика е национално богатство. Кој си ти бе да го плукаш националното богатство? Имаш кого да плукаш, имаш партии, имаш невладини организации. Не се занимавајте со неколку врвни ги имаме. Неколку врвни. Има шалабајзери кои треба да се плескаат. И
не се закачајте со мене, не се надоврзувајте, ја ве канам да си кажете вие автентично. Значи, како дописник, како автори, како психоаналитичари, како политички аналитичари. Не ме вовлекувајте, не сакам диалог, сакам само да ве слушам. Ке се трудам да ве оставам максимално многу. Режија, сега може да ги отвориш линиите. Добро вечер, Јанко. Повелете, во програма сте. Јас нешто би сакал да кажам. Некако помина незабележливо во нашиот етер. Пред едно 10 дена се јави, Пендаровски се јави со соопштение. Тоа соопштение го кажа пред година дена, кога се качија цените. Повторно, истата реторика. Динарот е стабилен, пошто беше ден на динарот минатата недела, према еврото. Тоа го изјави 5 година и пол и автоматски цените отидова до плафон. Ниједна телевизија тоа нити некој го коментираше од овие дебатни емисии. Помина да не чујна. А заборавија да кажа дека цените отидова. Например, на брашно, на шекер, на зејтин, на прашкови за перење и така натака и така натака. Заборавија дека за 1 евро, може би сум досаден, и 5 година и полова го зборев, 19 динара беше лебот, за 1 евро јас купував 3 леба. Сега купувам 1 леб. Това ми беше вака на срце да го кажам. Втора работа, што исто така скоро никој нашите медиуми не го спомна, минатата недела во Калифорнија се изгласа закон. Ниеден кој е вакциниран не смее и не може да даде крв, да биде дарител на крв. Јас на почетокот не може да го разберам и размислував зошто е тоа. Значи, примиле вакцина од COVID и не смеа да дадат крв. Јас имам свое толкување како медицински лаборант во пензија, али мислам и обичниот граѓанин во Македонија ќе свати која е поентата. Ипак Калифорнија е една од поголемите, така да кажам, држави во Америка и финансиски, и така ли таму е целата, да кажам, уметност, филмска и така натака. Успатем, ке спомнам, за месец дена бев 6 пати за Охрид. Вака, извини, рекол дека нема да се мешам ова за вакцина, дали сте сигурни во ова што го изговоривте, дека крв не може да се изгласано е од ФДА агенцијата дека вакцинираните не може да даваат крв. Дали сте сигурни во оваа изјава? Да, сигурен сум. Океј, ќе ја проверам. Ајде, повелете да продолжете. Затоа што таа изјава ја добив од западни извори. Нема западни извори. Постои јавно или не постои? Јавно е кажано. Океј, ќе ја побарам. Навести у Швајцарија. Продолжете другата тема. Другата тема реков дека за Охрид бев 6 пати. Од Скопје до Охрид се патува најнормално према сите знаци, кај што пише 20 на сат, 30, што ти знам, 60, 100. Со наплатните рампи, што до сега треба да бидат бар експресни, да не мора да се наплатува, да имаме винети да имаме, него подобро е да чекаме 4 наплатни рампи. И кога би се изградили патот, сигурно ќе му уште 4, 8 наплатни рампи,
ќе минуваме за 170 километра. Значи, 3,5 сата е потребно до Охрид да се оди. Кога би се направил тој аутопат, а да градиш нов сега, тоа е стварно несватливо. Си почел една куќа да зидаш, па не си ја довршил, па ќе почнеш друга куќа да зидаш и таа не е довршена, значи нешто не е вред. Зашто викам ова не е вред? Затоа што ова сега што се прави, овој криминал, овој таен, што ти знам, за градење на Артан Груби, да го ставаш ти тамо главен човек, на вистина тоа близо до паметна човек. Јас, Јанко, израчунав дека ако имаме 1 милион од прилика вработени луѓе заедно со пензионери, секој нас ке не кошта по 2000 евра. Зборам за секој вработен. Значи 2000 евра ке не кошта. Зошто да ги даде тие пари? Да не знам колку чини, да не знам колку е провизија земено, како што дознавме со кинеските вакцини, дека се правеше пазар и не се добија на време у Македонија. И добивме експериментални вакцини, добивме. Зошто сега да се нешто крие? Јас тебе да платам, да идам да купам партиджан и дечко колку тебе да платам, он мене ми вика дај ми 500 динара, еве ти 500 и си одиме понатака. Значи не е вред. Мораме да знаеме колку тоа нас ке не чини. Каква е таа некоја тајна, каква е, ја не знам, дали не ставаат да се филмски режисери, па да препоставуваме, да правиме филмови и слично. Значи не можам да сватам јас ова што нашава одродена потенцира. Одродена влада. Не може Бујар Османи за мене македонец да одлучува. Татко ми никогаш не ми кажал дека е бугарин или грк или срвин. Него едноставно секогаш бил македонец. Тоа били дедо ми и мојот прадедо, а сега одеднаш се овдека се финансираат клубови, па не само клубови, него се дава стипендии на студенти да ни перат мозок. А знаеш, кога си сиромав, па не е чудо некои младиве, јас се сеќавам Сорос, што направи. Многу македонци зедова стипендија од Сорос. А уствари, што направивме? Ги дадовме да срушат Македонија, ги дадовме за нечии туѓи интереси, а последиците сега сите ги сносиме. Значи, видовме кога Сорос, синот на Сорос, дојде со Артан Груби, кога играа фудбал. Зошто дојде синот? За џабе? Па парите што ги дадува да слушат Македонија да го подадат името, сега се ги зимаат. Како? Јанко, не знам дали можете да се сетите како. Па ќе качат нафтата 5 динара, бензинот ќе окачат 5 динара и Сорос парите ќе си ги врати назад. Како они нас не убедувава кога ја качива струјата? Нафтата е качена, светска криза е, што да правиме? Во цел свет качена е нафтата, мораме и цените на лебот, мораме и цените на детержентите да ги качиме. Така не убедувава. Што правиме, Јанко, сега кога ги симнаат цените, 70 динара е сега нафтата? Зашто не ги симна цените на струјата? Зошто не ги симна сега цените на струјата? Покорни ние, се качи нафтата, мора и струјата да се качи. И што правиме сега, нафтата падна на берза. Океј, ја ти благодарам, вака беше доста обширен, многу теми зафати. Ме заинтересира ова во врска со, додека говореше, во врска со донирањето на крв и вакцинацијата. Првите 10 вести кои ги открив на темава, сите до еден велат, може да отвориме компјутерот.
Значи, прашањето беше дали вакцинираните, latest update и така натаму. Blood donors have a very own flight line, absolutely essential maintaining health in Australia. Значи, само вика дека апсолутно може, но са барем 3 дена да поминат од примањето на вакцината пред да дадат крв и крвна плазма. Значи, апсолутно може. Тоа е за Австралија. VPMD, ова е американска. Ова е вест од 26.2002. Can I donate blood? Дали можам да донирам откако ќе добијам вакцина? Да, еве, вика да, но има некои правила, треба да знаете која вакцина сте ја примиле, од кој произведувач, вика, тоа вика мора да се запише. И тука се веќе прашањата некои поврзани со тоа, но генерално апсолутно нема никаков проблем да дарувате крв. Еве, например, Канада, Canadian Blood Services, вели blood from vaccinated donors is safe for patients. Значи, или, ако сакам да го проверам точно преводот, да не импровизирам, целата страна ќе ми си ја преведам. И века, вакцини против COVID-19 и дарување крв. Наш воен приоритет е здравјето на пациентот и донорот. Значи, вакцините COVID-19, неживи вакцини не носат вируси до примателите. Значи, во суштина, она што го вели е yes. Yes, you can donate. И потоа гледав мачиња што прават на Инстаграм. Тоа ми пратија, но еве пребарував додека говоревте колку можев. Еве кога можам да донирам од 21 и го најдев ова Daily Montanan. Значи, ова е не мејнстрим вестник, не знам што е, не знам кои се. Можем само да прочитам овде кога да видам about. Daily Montanan is a непрофитна, non-partisan source за... Да, добро, со имиња и презимиња се, окей, 4 лика. Окей, не можам да ја потврдам валидноста на изворот, но го најдов ова и го преведов. Па вели вака. Значи, се работи за предлог закон со кој се забранува вакцинирана да дарува крв и дека тоа ќе го децитира снабдувањето со крв, велат противниците. Нацрт законот за забрана на донаторите кои примеле вакцина против COVID-19 да даваат крв ќе го десецира снабдувањето со крв во Монтана и ќе ги остави пациентите во ризик дури и од смрт, рекоа противниците на домот Бил 645. Тој е законот 645, Бил 645, така ги нарекуваат кога донесуваат такви уредби. Снабдувањето со крв во Монтана може да се намали до 80%, што ќе доведе до негативни исходи на пациентов, вклучително и непотребна и несовесна смрт и така натаму и така натаму. Дали ова поминато и дали поминуе, ве гледачот вели дека е ова веќе прифатено, например во Австралија, во Калифорнија, но ја немам такви информации, а за сега не можам ни да добијам. Благодарам режија, одиме со следниот гостин, поточно соработник, повелете. Добро вечер, Јанко. Добро вечер, повелете. Вака, сега јас сакам да позборам врска со 3 теми, 4, ама у кратки црти. Првата тема ќе биде за најкорумпираната влада и најголемиот криминал во Македонија од кога постои. Втората тема ќе биде за Фуркан, новинарот кој што ја откри дека изгледа е пукната тиквата во СДСМ. Трета тема ќе биде во врска кратки црти со лентите за
диабетичари и криминалот во здравството. И четврта тема, што зборев повеќе на пати, каде што, еве сега тоа и се отвори, за фудбалот. Каде што се формира Источна албанска лига во Македонија и више е оформена. Да почнам со првата тема. Значи, моментално во Македонија се дешава најголемиот криминал од кога постои во Македонија. Не во Македонија, него во Балкан. Така што со овој криминал што го направија со коридорот, ја го викам 69, ќе се направи толково задужување што во наредните 10 поколенија не би можеле никој ни да ги врати. Ќе влеземе во банкрот и нема да постоиме како држава. Тоа ни го направи СДСМ, почна со Заев, продолжи со Ковачевски. Невиден криминал. Како бе може патот Тетово-Гостивар, автопатот, првин го оплячка Црвенковски. Тој по проект беше 3 ленти натака, 3 ленти навака. Една лента украдоа натака, една лента украдоа навака. Ставија мостови мали колку за 2 ленти. И сега и да сакаш да ставиш трета лента, не можеш да ја ставиш, мораш на ново да тераш, сите мостови да ги рушиш. Оплячка, значи СДСМ кога е на власт, се краде од највише. Еве, значи Тетово, Гостивар, 2 ленти, една натака, една навака, Црвенковски ги стопи. Сега, овие дојдоа на власт, викаат, чекај, ние малку да крадеме. Како бе може 20 милиона евра да биде километар Тетово-Гостивар? Тој може да биде, дечеме, 10 милиона евра километар кај Стражар, горе, кај што има бушење, тунели, копање, карти, вамо тамо, мостови. Направиот пат Тетово-Гостивар, тој треба да кошта 3 милиона до 5 милиона евра квадрат, километар. Плячка невидена, не сме никој да зуцне, крај со здравие. На сила се носи, дуе на власт, нивни се е тендеров, нивни се париве, овие Ковачевски мафијава си ги дадоа без овите под кирија, им фрлие трошки, ги седна у скут и не сме да мрднат. Нема. Еве сега, втората тема. Усади за првата тема. Експроприација ќе прават на патот, све што ќе им се најде на трасата ќе биде обештетено. Како бе може ти да обештетиш диво градби? Ти си виновен што не си ги срушил, бе. А треба на тој да му пишеш казна, доди у затвор, бе. Или тие инспекцијски служби да одговарат што не спровеле закон. Значи, тоа требало да се сруши. Кога не се срушило, за да не му пишеш казна, сега го правиш патот, направене проект и се, план кај ќе оди. Тие што се има документи, ќе си ги обештетиш. Диво градбите, нема што да ги оштетиш. Имам пријатели Јанко кои што сега у моментот ја знаат трасата од Тетово до Гостивар, монтинаат контейнери од камион, стават пирамиди, од надвор со гипс картон, фасада удираат и кој ќе дојде сега да ги обештетат, милиони евра ќе се напунат. Сега у моментот тоа се прави. Плячка невидена. Крај. Ја не знам до каде ќе одат ова. Не знам. Лудница. И сега, баш денеска гледав, Фуркан, новинарот го дознал, вајда по негови нивни кругови, дека пукнала тиквата во СДСМ и кога било во собрание некој си состанок тамо за уставните измени, се побуниле и некои пратеници од СДСМ кои што вајда се освестиле дека не може тоа така. И се спокарале, Ковачевски напишал писмена оставка и ја доставил до архива. Ако ја доставил, значи ја кажувам, ако ја доставил, со кое право председателот на собрание отишол, наредил, ја земале од архива и ја искинале. Не можеш ти бе тоа што ме заведено во книга да го извидиш и да го со коректор да го избришеш. Не може бе, братка. Кај го има тоа бе? У Африка го нема. Ако е така, ако не е така, го фатиле за уши, чекај бе, брат. Ти дадовме толку пари, ни вети тоа и ќе си тераш ти до крај владава како што сме договориле. Му е искинале оставката што е пишал, 2-3 заушки и ништо. И сега го прашуваат, се прави наудрен, а? Абе све ќе се дознае. Ама не може. Дал газот под кирија и сега ќе си чути.
Ама добро е што за Македонија и СДСМовци почнали изгледа да се осветуваат дека не може така. Се побуниле за уставните измени и не се сложиле. Кавгата настанала во врска со уставните измени, не се сложиле. Тие се испокарале човеков, не е човек, да не го кажувам сега, се напишал изјава, оставка поднесувам, ја доставил во архива на собрание, председател на собрание кога дознал, наредно ја искинале. Како бе можеш така? Како можеш така? Толку за таа работа, нека им служи на чест, ама да знаат дека ќе си одговара. Друго сознание. За 4-5 години се сменија 5 министри за здравство. 5. Кој како дојде тендери, кој како дојде тендери, кој како дојде тендери. Јанко 3 месеци нема ленти за мерење шекер. За мерење шекер во крвта нема 3 месеци. Одам сега и пред некој ден прашувам, вика дечко, вика тендерот сега го прават новиот тендер, бе кој тендер бе, тој си имаше тендер, нека си тера, како сега нов? Нов министер за здравство, сега он ќе го поништил тој другиот тендер што трае 4 години и сега он си прави нов тендер, тука се крадењето. Абе, не за мене лентите, јас сум големо магаре, па ако цркнам големо чудо. Има деца по година дена, 2 години што не може да каже дека му е шекерот паднат или висок. Родителот треба да му мери 3 пати на ден пред да му даде оброк да јаде. Па кај ќе иде душата на вие од СДСМ? Кај ќе моде на вие од СДСМ? Ај овие од ДУИ свише се корумпирани до немајкаде. Овие бе, нели ми е гревота бе дека деца има по година 2, 3, 5, 6 месечни деца. Јас во бев на клиника имаше бебе по 4 месечно бебе со инсулин бе. И мајката мора да му измери шекер за да види дали да му даде јадење или да не му даде. Ако му даде превише може да умре детено. А има родители кои што не може да ги купат. Едно кутиче ленти е 750 денари едно кутиче ленти. Како не им е страм бе? А се ми кажува тука гачки ќе ми излегуваат со некои глупости. Абе подхитно, ја го повикувам Ковачевски, ало, освестите. Подхитно да најдеш ленти за диабетичарите. Еве, нека не ги дава за возрастите, само за децата. Секој деца што се до 5 години, 10, на нив да се најде, ако треба и експресно набавка да дојдат да им се дадат ленти на децата. Срамота. Однел деца на керка му тамо да ја шета во Америка. Па со тие пари ќе купил ленти за овие деца што не може да се мерат. Ке ги шета фамилии тамо. На мојата... Абе, како не му е греб дека може да ајде, леле се изневирам. Абе, како може со парите на децава што се болни од шекер да плаќа на грбот да ги носи цела фамилија да ги шета тамо во Америка. Да знаеме зашто отиде. Американската фирма да си одбере некоја вила тамо од тендерчево што го случи со овие. Па срамота е ова бе. Срамота е. Ја му викам подхитно да најде пари да направи тендер, веднаш да се најдат ленти за деца. Не можам се свртам. Молим? Извини, не знаев дека ми е уклучен микрофонот. Значи, толку не сакам да зборам за тоа, значи апелирам подхитно владава веднаш да се заседава денеска утре и да набават подхитно ленти. Тоа, толку да не се повторувам за тоа. За фудбалот. Сега уште една реченица за од 1 мај сега. Знаеш ли што донеле одлука? Што? Донела одлука Министерство за здравство дека крводарителите нема да имаат слободно, да бидат ослободени за користење на физикална терапија, таа партиципација. Абе ја имам дадено 60 пати крвне. Имат луѓе што дадено. До сега никој не го правил тој проблем. Одиш ти да речеме на физикална терапија, партиципацијата 300-400 денари не ја плаќаш. Јас сум наплатил со тие 60 пати што сум бил крводарител. И од сега од 1 мај министерот му текнало, укинал тоа, сега кој ќе се оди по Каплановски бањи физикални терапии, сите и пензионери, порано не плаќа, пратилоц на мајка, ако оди детето на физикална, детето 5 години, 4 години, мајката мора да оди со него. Сега и таа ќе плаќа рамноправно, иначе порано беше како пратилот ослободен од партиципација. И чекај, да те прашам нешто. Да. Ти си крводарител. Да. А диабетичар? Сега А диабетичар? не те
потруди се, ти морам да ти го поставам прашањето. Кажи, аде. Значи, крводарител си, а диабетичар си. Не, додека бев, пред да станам диабетичар, бев крводарител и земав потврда дека сум давал крв. И Не, после добив шеќерна болест и сега не сватено. сум крводарител. Значи, да разберам, диабетичар не може да дава крв. Не може да дава крв. Окей. А јас пред да станам диабетичар давав крв. На секој 4 месеци давав. И сега, значи, срам да име, значи како се менјат министрите, само менјат и само давачки дават на граѓаните. И на крај, може само ќе кажеш со да или со не, се сеќаваш дека дебатиравме за фудбалската, за македонската фудбалска. Да. Така. Значи, јас ти кажав дека ќе биде така, слушај ми го зборот, и така испадна. Значи, се формира Источна албанска македонска лига. Како? Значи, сега во моментот има 4 тима албански. Првиот е Струга, вториот е Шкупи, третиот е Шкендија. И Ренова е тамо. 4 екипи се. Сега у втора лига, нели те реков, Воска ќе направат Вардар да го шутнат. Воска влегува 5 и Гостивар 6. Значи, од 12 екипи во прва лига, 6 се албански, 6 се македонски. И од тоа што првите 3 се албански, Струга, Шкупи, Шкендија. Абе, добро, нема македонци што шутираат топка. Кого ќе прават будали? Кого? Ама председателот на ФФМ е Дуи. И си ги нареди тие се комплет. Сега Струга, првата утакмица што ќе изигра во Лига на шампиони, ќе си земе милион евра. Дали ќе тепа, дали ќе изгуби, ќе си земе милион евра. Ако помену втор круг, уште 2-3 милиона евра. Вардар не влезе во прва лига. Вардар сега ќе игра бараж. Вардар е трет во втора лига. Ќе игра со Скопје. Момент. Ќе игра со Скопје од прва лига. Он е трето до здола. 2 испаѓаат екипи, третата е Скопје. И сега ќе играат бараж Скопје и Вардар. Кој ќе победи, тој ќе оди во прва лига, другиот ќе оди во втора лига. Тоа е целата работа. Сега Вардар ако го победи Скопје ќе влезе во прва лига. Ама не ми се верува. Значи, самиот ти кажав дека кој кажал Вардар дека јас сум подпредседател на влада, нема да влезе во прва лига и ќе видиш дека нема да влезе. И што ти кажам, 6 екипи албански се и 6 македонски. Ама првите 3 се албански. И сега, значи, Албанија си има своја лига, еве Македонија си има, значи ни Источна Албанија си има втора лига. Оде прво до 6-то место ќе си бидат албански, ќе си одат у европски купови, ќе си станцат милиони. Како бе, зар македонци не знаат да шутираат топки? О кого ќе прават будали сега, значи другите екипи не знаат да играат. Ти благодарам за јавувањето. Пријатно. Лека ноќ и пријатно. Ние одиме со следниот гледач. Океј, ќе почекаме. Илустрираме со документарна програма од почетоците на работењето на ГТЦ. Ова е негдека 73-та година снимено. Огромен објект кој па дури и денеска не проработе како што треба, али важно го изгушка. И тогаш беше недовршен целиот таков и истата структура која на било кој дожд капе, се цеди, енергетски неефикасен, ама затоа е наратив на партијата на власт и невладините и секаква промена да не се дозволи. Нормално, може би малце и повеќе ќе се ангажирав и ја лично околу тоа да се модернизира, да се направи, ама па собствениците на дуќаните си плаќаат и струја додека други копаат биткоини, па што е јас да се бунам? Океј, добро вечер за следниот гледач. Добро вечер, Јанко. Повелете, во програма сте. Јас сум во програма. Да. Ти си реков да нема друг некој пред мене, да не чека ред. Па, жал ми е што градскиот трговски центар пропаѓа во Скопје, дека сум прилепчанец.
имаше одлична идеја ВМРО со Груевски да го спасат, да го воздигнат, да го реновираат. Но овие од СДС нели сакаат се да се руши во Македонија. Па го гушкаа, памтите, го гушкаа трговскиот центар да остани таков за никаде и да се сруши. Значи, тие нема љубов кон трговскиот центар, туку сакаа да се сруши. Еве ги 7 години се на власт, шајка не ставија никаде во Македонија, па каде ли во трговскиот центар. Тие двата автопати по кои врват јадници луѓе секој ден, нели, мислам, да, градско Прилеп, Кичево, Охрид ги блокираја. Јас се прашувам каде возат тие пратеници или гласачи од СДС, или овој Ковачевски, кога се возат за Охрид, за Прилеп, каде се возат, дали летаат преку планини или по тие мизерни патишта по кои возиме и ние, ризикуваме животи, поготово кога е дождливо, нема каде да се разминиш, светла во очи светат, одбива светлината од влажниот асфалт, тешко е за возење, ризично е за возење. Поготово ако се разминуваш со шлепери, со автобуси. Сега, значи, СДС талибанци, уништувачи, што би рекле овие од СДС, саботери, блокираат се во Македонија да се уништува, да се гради. Еве и трговскиот центар да спомниме, сега пред малку така, без да знам дека очи го споделиш ти, отворив на Фейсбук и споделив дека каде е Епинал, хотелот во Битола, во време на СФРЈ, е срушена камбанарија на црквата Свети Константин и Елена. Друго во Битола е срушена црква Свети Никола, исто во време на СФР, каде тогаш се направени згради грозд. Нели, трговскиот центар во Скопје е направен врз црква Свети Константин и Елена. И овие, нели, од СДС, кога, нели, рушеа цркви Божи, храмови македонски наши, наместо да се покајат за тие нивни талибански, сатански злодела, тие пред кога ВМРО почна да ја возобновува срушената црква на плоштад Свети Константин и Елена, тие направија протест со наводен, со безобразна парола, него силувајте Скопје, значи за нив Божи храм ако се гради, е силување на Скопје. А коскарници, други некои глупости што има ни Скопје, тоа не е проблем, така џами, не знам тамо други работи, двоглави орли, албански символи, тоа не е силување на Скопје за нив сигурно. Сега, друго да кажам, баш ми е жал за Вардар, јас иако сум прилепченец, жал ми е за победа. Јанко, замисли си, наши македонски брендови за фудбал беа, еве, ќе кажам јас и ќе почнем од Прилеп. Победа и Прилеп бевме како град, најфудбалски град и во време на СФРЈ, со најголем процент на публика и со Белград и со други градови. Победа ја сотре овие од СДС, готово е да отпадни во втора лига. Вардар го отпадна во втора лига, неколку години игра втора лига. Пелистер, кој исто играше во време на СФРЈ во прва лига, со Вардар заедно и него го отпадна. Веќе тој текст го нема одамна никаде. Македонски тим од Тетово и играше една година, две, колку беше, како дете памтам, во прва лига на СФРЈ. И сега замисли, а кога беше, нали, ВМРО на власт, за Вардар македонски да спомнам. Не е Вардар само скопски да им порачам на сите македонци во цела Македонија. Јас ја сакам победа, Битолчен и Пелистер, но сепак Вардар е наш македонски бренд. Кога јас бев војска во СФРЈ во Хрватска, во Карловац градот, и тогаш беше 86-87 година како матурант, појдов одма војска. И есенски шампион, ако памтиш, беше Вардар. И тогаш јас пред тоа како дете заведен од, нели, удбашка средина, навивав за Звезда и за победа, логички. И кога појдов војска, скоро сите цивили вработени в касарна, па и војска офицери од КДВ од СФРЈ, хистерично реагира кој е тој Вардар да биде есенски првак. Јас му реков, луѓе, што се буните, ако има тим Вардар, оти да не биде шампион на СФРЈ. Ако има
тим фудбалски, ако игра добро и квалитетно, ако има победи и успеси. Значи, зборов ми тогаш јас се почнав да се помакедончувам и да навивам за македонски Вардар. 86-87. Повторувам, скоро сите цивили вработени в касарна и офицери, војници од било каде од ЦФР мразеа, не сакаа да биде македонски Вардар шампион. И фала Богу стана шампион Вардар, иако и суди и фудбалски сојуз тераа контра и пас стана профи. На крајот, ако памтиш таа титула му ја одзедо на Вардар. Сега се вратам за македонска ситуација. Јас мило ми е што Самсоненко го воздигна фудбалски Вардар и ракометен Вардар. Ракометен Вардар со Самсоненко во време на ВМРО како партија наша македонска на власт стана два пати, памтиме, шампион на Европа. Шампион на Европа. И женскиот клуб Вардар исто со Самсоненко играше колку 3 години финали играше на Лига на шампиони. Женскиот ракометен Вардар. Плюс тоа, Самсоненко покажа дека е голем почитувач на Македонија. Самсоненко зборуваше македонски наш јазик. Преку него шпанец тренер научи да зборува македонски јазик, а покрај шпанецот тренер на тајмаут секогаш на македонски наш јазик се зборуваше. И другите играчи странци кои беа од Шпанија, не знам, Хрватска, Србија, не знам од каде, кај не, Русија, скоро сите се научи да зборуваат на македонски јазик. Значи тоа е огромна заслуга на Самсоненко. Направи хотел, направи спортска сала, почна да гради црква, не знам до кај таа црква со незина градба. И замисли, тие СДС-овци кои се душмани на се наше македонско, наместо да се радуваат на тие победи на наш македонски Вардар, што стана шампион на Европа во ракомет и во фудбал влезе во Лига на Европа, тие СДС-овци не се радува на тие успеси на наш македонски Вардар, а Заев одеше на Шкендија да се радува на арена Филип II македонски, што ја подигна исто ВМРО и Груевски. И замисли сега, јас велам, ја не сум шовинист. Ако албански тим во Македонија има квалитетни играчи, па нека биде прв, не е проблем. Но ова мислам дека е намерна тенденција да се сруши македонски Вардар и наши македонски клубови, како победа Пелистер, што реков, еве и победа е готова за втора лига. Пелистер втора лига игра, други наши имиња, Тиквеш, втора лига, кај е таму. Абе нема. Значи, се туѓи албански клубови се доминантни, дрпаат големи пари преку наш македонски буџет, крадат министри пари од ДУИ или преку општини и самофинансираат своји албански тимови. Тоа не е сожителство, тоа е антимакедонштина, неправдина, криминал. И баш како што рече човекот пред мене дека со пари од ФИФА, од УЕФА се финансираат пред се тие албански типи. Неколку години памтам, овие имаше така интервју не на телевизија со Пандев од Италија и Пандев како финансиер на Академија Пандев фудбалски клуб жестоко реагираше на неправдини во фудбалскиот сојуз, на криминали во фудбалскиот сојуз, со овој од ДУИ на чело, таму наметнати тие другите од СДС марионети во фудбалскиот сојуз. Тоа сакам да кажам дека ако памтиш, ДУИ кажа дека Кичево му е трофеј од 2001 година. Со СДС албанска, СДС не е македонска партија, со СДС албанска цела Македонија е трофеј на ДУИ на тие терористи што во 2001 година требаше да ги поразиме, ама СДС ги чуваше, оти беа договорени да има договорена војна, ција СДС она да се сруши од власт македонско ВМРО. Еве сега се прави албанизација на цела Македонија. Сега ако има македонци во СДС, што кажа човекот пред мене, ги повикувам конечно да се разбудат, да не бидат јуди и душмани на своите родени деца и внуци. Од таа партија ваша, СДС, е душман на сите македонски деца. Добро, другар. Повели. 15-20 минути. Доста е. Ајде, здрави живи. Ајде, поздрав, фала. Поздрав, пријатно. Да чуеме и некој друг. Знам дека се милион теми, одберете една, две теми и нема проблем. Иако никој ни збор за темите што ги спомнав од почеток,
Ама добро, ја не ни очекувам, ја не сум човек кој, нели, мојата публика глуми дека ме почитува, уствари нити ме следат, нити ме слушаат што зборам, така што иако сметам дека е тоа многу побитно од сите овие муабети, и тоа до респект сите добро кажа, нема што да се замери. Но она што ви го реков дека треба да го зборите, но има и уште пострашно. Може би и немате капацитет да зборите за таа проблематика што ја наведов. Па затоа сме вакво општество. Не се. Океј, ќе почекаме да се вклучи некој друг гледач, да видам дали имаме некоја порака. Порака има една, вели: македонските министри во владата треба да се засрамат затоа што не прогласија ден на жалост по големата трагедија што се случи во соседна Србија. Црна Гора, Босна прогласија ден на жалост. Оваа коалиција очигледно многу скапо ја чини нашата држава. Благодарам на господинот Дичов. Он се надоврза на темата што ја спомна. Само да кажам дека на цел Балкан сите држави, скоро сите медиуми има аналитичари, форуми и дебати за она што се случуваше. Македонија е единствената земја, значи имаше во Бугарија по повод случувањето у Србија. Имаше во Грција, имаше во Албанија, на Косово имаше, во нивните телевизии. Да не зборам за Србија, за Црна Гора, за Косово, во Хрватска имаше, во Словенија. Само во Македонија немаше дебати. Сериозни дебати од стручни лица за она што се случува. Зошто? Затоа што во Македонија кај нас децата ги третираме буквално како во најпримитивното доба на, да речем, Средниот Исток, каде што им се раѓа по 20-30 деца раѓа и некои од децата си ги жртвуваа за да преживеат другите. Такви сме ние. Извинете ако не ви се допаѓа мојата констатација. Режија? Ало? Добро вечер, повелете, во програма сте. Добро вечер. Прво да ја прашаме, господине, нас ценет водител, дали како сте општо така? Ве молам, почитувајте го мојато, она ви реков, која ќе се јавите, зборите, тешко е за... Фала ви, ама тешко е за разговор. Повелете, ве слушаме, зборете. Добро. Чисто така од, како да кажам, респект и од човеценина. Значи, добро, одиме, поминуваме на дискусија. Во врска со убиството што беше на детето што отепал, се сеќавате ли дека првата вечер јас кажав дека тоа не е случајно, дека е организирано и дека има некоја агенда. И одма се покажа, значи првата агенда е да се разоружи населението. Како во Америка што е, значи да заваде тоталитаризам, фашизам, да рече. Да нема што да се браниш. Да ти дојде дома, ти доаѓа, нема детали да елаборирам, како значи грабање, и така. Значи, тоа е првата агенда. Втората агенда да се маркира деца на опасни, а третата агенда детето замисли дете сега ќе треба да одговара кривично и до 12 години. Абе за убиство и 10 годишно дете може да отепа и 8 годишно дете. Значи не е тоа ќе одговара кривично. И сега кога збориме да речеме нужна одбрана, крајна нужда, тоа е дозволено кога државата не може да ти дојде во помош, ти имаш право да преземеш исти мерки или нешто посилни, пречекрување на нужна одбрана и да не одговараш кривично. Затоа што државата не може да биде во тој момент, да речеме, секој момент да те штити. Ти се браниш и преземеш. Сега јас, дури детето вика не се кајал. Тоа било спремано убиство. Татко го носил долго време на стрелиште. Значи стрелано и обучувано. Од детето не се кај. За да оти некојаш казват има и превентивно дејство. Значи не е само да се одбраниме, во случај што ќе се одбраниме.
Значи, треба да биде толку ригорозна, без разлика што е дете, за да другите не тргнат по тој пат, ќе стана популарно. А како ќе биде тоа? Пошто државата не може да ги заштити, да речеме, децата на имидвото, тогаш ќе го оставам да му пресудат, сега се враќаме назад, родителите на тие што се убиените. Дали ќе му простат, дали ќе го казнат најсадистичките, ништо, за да знаат другите деца што ги чека, без разлика да е возрастен дете, од има сега тврдење дека имал на снимките и некој голем човек, висок млад човек, значи не било тоа случајно организирано. А и према изјавите на Вучич што ги даде, викаше дека тој станал сега херој во социјалните мрежи, или сега да има малтретирање, тоа не значи дека треба да земе да се пука, ајде да убиваме, значи не е тоа христијанство во никој случај. И од друга страна за патов стратешки, што викаат автопатов. Од каде до каде стратешки? Например, за нас стратешки тука во јужниот крај е Гевгелија Богданци. Преоптерен пат, најмногу камиони има во јужниот крај и источниот, а патот е катастрофа. Дојдете, снимете, па ќе видите, значи коридор е фактички, не е коридор само север-југ, Скопје Охрид, коридор е, ќе речем јас, Битова, Гевгелија, Струмица, значи јужниот, исток-запад, не само север-југ. Еве, кај што живеат македонци, ништо не се гради. Од Гевгелија до Струмица патот е исто катастрофа. Валандовско брдо горе на врвот е направен, за Крушево, а не е толку, нема такви големи планини. Богданци, ќе речам, Гевгелија, пренатрупане, најмногу камиони, густина на камиони има овдека во Македонија, а патот е ко рингишко, ко пробитно време. Или, не знам, значи катастрофа. И кој одреди тој пат да биде стратегички? И по кој критериум? Која е таа агенда? Која е целта? Отцепување, градење, таму само кај има албанци. Немам ништо против нив. Ама не сме тутули на барина, па дека ние не треба да живееме и дека не треба да имаме одредени стандарди. Ги ценам, ги респектирам свака им час за меѓусебната организација што ги бива. Устави ги помагаат, ама не е битно. Ништо проче, апсолутно ништо. Ама зошто бе да нема пат, автопат Струмица Битова или автопат Битова Охрид. Таму уште поголема онако концентрација на население има. Кој ги одреди тој принцип овие што ностоп труба стратешки било по кој основ бе? И што прави ВМРО во парламентот, јас не знам, што мајка бара тие ни станаа непријатели више со Мицкоски. Чекаме, застани, вие ако него застапувате македонски народ, никој нема против сосистото. Оу, скраја било. Ама вие сте таму од нас избрани и треба нас да застапувате. А не само зборат, а ништо. Кажи ми која акција спроведе ДПМН за нешто да резија. Само бла, критикуваме корупција. Тоа децата мали ги знаат го, но смолетка, не од средно, не од факултет, не овие што се возрастните. Знаеме што е. Што направи поделата ќе ги познаете, пише во Библијата. Значи има многу што се кажува и мојата насока ќе биде да се самоорганизираме, сами институциите не работат по општини, по згради, издружување на згради, локални проблеми и да ги етаблираме проблемите заеднички. Друг спас ни нема. Што е ова друга патиле таму, друга оде, и па уште со тоа, ННТ, абе, одете, видите весниците во странство, има и слика, и кај живее, од која националност, кој народ, све пишува. Исто кој за предвидите и за ова треба се, кој не збориме да е крив, патене со дрога, а презумцијата на невиност не може да биде поважна од општиот интерес, од општото здравје. Како тоа? И сега ќе оде пак има забрани ранливи групи, легова, тесна, ти реков, ми рече, детето отепало, биле појке женски, 6 биле женски, 5 биле машки, он ги мраза децата, абе, ненормална работа, бе, човече. Отепало и чувар, отепало и професорка. Мислам, мене ми е многу јасно и многу работи имам што да кажувам, али изгледа джабе, чим не се организираме, чим не се свестиме, ќе не снема, а и сите комплет, тоа е борба против човештвото, да ги предупредам и другите, да ги речам припадници од другите верски националности, се, ова е борба против човештвото. Значи сега, дај да почнам унапред да размислуваме, како што реков, дека се што кажав, се испадна,
уште пред 20 години не сакаат како медонци, како обезглавени, тоа кажеш пред 20-30 години, што пред 20 години. Твојата мисија е тоа се прави. Него сега треба да се обединиме сите против дрогата, против комарот, против така, ова е борба против човештво, да не речам борба на световните сили меѓу темнината и световните сили на светлината. Така пише во Библијата. Поздрав, пријатна вечер за вашите гледачи, се најдам. Благодарам за јавувањето, лека ноќ и пријатно и до вас. Следниот гледача, ако е на линија. Добра вечер. Добро вечер, повелете. Би сакал да зборам за темата за децата што ги утепа во Србија, што случи трагедијата и претходно да се разнам сочувство секако до семејствата што ги изгубија своите деца за сето тоа што се случи и навистина мислам дека и страшно, не може да се дискутира, нема зборови што може да се опише да се оправда такво нешто. Дали сте само загрижен граѓанин или сте малце стручен во темава? Чисто ме интересира, не дека... Јас сум човек што е прилично влезен во ова, активист сум, завираваc за овој сајв, зашто само вие како медиум зборите за оваа тема, па би сакал да зборам за нешто подетално околу ова. Одлично. Тогаш да ви дадам малку повеќе простор, ве слушам внимателно, ако имате едно предавање да ни одржите, би ви бил благодарен. Предавање не би можел, но би можел да ви кажам некои подетални информации што се случуваат во држава, маце поконкретно. Па и ваше видување, размислување зошто е така, што е така. Да. Значи прво да поправам или да дополнам вас за тоа што кажавте дека во Македонија немало дебата. Имаше дебата каде што министерот за образование беше потиснат од страна Весна Петрушевска и од страна Изабела Пан, едно многу амбициозно девојче, кој што му поставија многу прашања кои што не сакаше да ги одговори. Затоа што во Македонија бевме загрижени за нашите млади кога се случи несреќа во Србија. Кога се случија несреќи во Македонија, како што беше самоубиството на Кирил во Корчагин, никој не реагираше. Кога се случија силување на 8-годишно дете кај на двете близначи се случија, никој не реагираше. Кога зборува Весна Петрушевска дека се носеле ножеви во ранци во основни училишта, никој не зборува за тоа. Но ние збориме сега за проблемот во Србија. Да, имам сочувство за проблемите во Србија, меѓутоа мислам дека има поголеми проблеми во Македонија кои што никој не сака да ги дискутира. Прво прашање што треба да се постави, зошто никој не реагира во јавноста за самоубиството од мобинг, од булинг од страна на учителка, наставничка, тичер англиски по Корчагин, знае како се вика Татјана Голчева, за детето што се самоуби Кирил од Корчагин во 2022 1 септември. Кога се утепа, каде што на проштано писмо, има објаснето дека се не може да ја исцрпи повеќе тортурата. Значи имаше дебата каде што Изабела Пан, едно поздрав еве јавно до девојката, каде што го поставила прашање на министерот и зашто што тогаш нема преземено никакви мерки за антибулинг или за антинасилство, меѓуврсничко насилство, не знам се веќе која терминологија ја користи во јавноста, затоа што веќе многу се многу англицизми го введовме во нашиот речник, дури и нашите зборови некако почнавме да ги вадиме од говорот. Па не знам, ја мислам дека на министерот му беше дадено проект уште во октомври месец како да го реши целиот овој проблем. Проблемот нема да се реши со промена на воспитувањето на децата, проблемот нема да се реши со промена на педагошката мерка кај психолозите врз учениците, затоа што секој професор и секој наставник пред се треба биде и педагог и психолог. Ако тој сам не може да се среди, ако 12 професори и педагози не може да го видат, значи грешката е некаде во системот, некаде по-длабока е сликата. Кога имаме ние прво прашање што треба да се постави како е најдобро да се воспита дете. Дали да се воспита дете според културно моралниот честниот пат, тој пат кој што сите нормални луѓе го одиме, или треба да го воспитаме врз основа на тој бесниот грабни што можеш. Која е таа слика која што родителите треба да го воспитуваат детето, да бидат гладни, амбициозни, жедни за успех или да бидат повлечени тивки мирни, да трпат булинг, па еден ден да има две траектории, или да посегне детето по својот живот, како што беше во случајот во Корчагин во Македонија, каде што никој не реагираше, или да се случи како што беше во Србија, каде што детето од булинг направи трагедија ги утепа сите околу него. Никој не зборува за трагедијата како да го превентираме ова системски, туку се дискутираме дека треба воспитувањето да биде различно. Еве да поставиме на јавно прашање. Дали се слуша затоа што ако може Ворете ве режија дајме у студио да ме види. Значи само илустрирам бидејќи ја не сум нешто визуелно привлечен, визуелизирам, а молчиме затоа што ве слушаме што говорите. Така да во програма сте, слободно продолжете. Добро, ви благодарам.
значи би сакал да поставам прашање како се одразува врз младината кога гледа дека Зоран Заев, не има политичар, ме века го кажам како мокна личност, кој што има видео на YouTube како зима рекет и најнаш станува премиер. Како ли како, еве ќе речем Сашо Мјалков, кој што треба да лежи заради бомбите, си плаќа таму каде што треба и најнаш никаде не лежи. Лежат само Гордана Неди и Милјана Киевски, а сите останати елитни олигарси никаде ги нема. Кати се нема стана библиотекар како не се лажу. Само Бог и Тренејанска беше тој јагнето. Кажете ми како на млад човек им објасните дека синот на Зоран Заев е милионер на 18 години затоа што татко му препишал фирма за електрична струја или како да беше. Како ќе му кажете на млад човек дека треба да заврши факултет, кога син му Натала Џафери без диплома влегува на правосуден испит? Како ќе го објасните тој дел? Кажете ми кој дел на младината треба му кажеш дека не треба биде борбен за тоа што го сака и да не се бори против злото, туку да биде мирен и да потплекнат. Да биде цело време подчинет, да не се спротивстава на никаква отпор да не дава општеството. Кога постојано гледаме дека ние како македонска нација сме подчинети, без навреда до никого. Ние не сме веројатно борен народ, очигледно затоа што до сега имаше без навреда имаше револуција, крвава револуција, имаше до сега уште многу поодамно. Никој не зусна, никој не писна. Се чекаме си од силен. Дошто живееме во протекторат, овде нема цело тука фајде, нема ВМРО, само една партија тоа само. Заедно збориме на политички нагон за голема политика, глобална Русија, Украина, кога ние во Македонија умираме. Тука не може да се реши проблемот со образованието, со основно што ќе кажеме имаме мерки за подобро образование. Како? Еве, конкретно девојчето Изабела Пан му постави прашање на министерот. Господјата Весна Петрушевска му постави прашање на министерот и двете прашања беа за насилството врз децата. Знаете ли што беше одговорот на министерот? Извинете, имам друга агенда, морам да се заминам. Како е тоа министер за образование, имам друга агенда, треба да заминам. Кај е тоа побитна агенда од децата што треба он да биде него тема на работа? Која е таа побитна работа од децата? Што он треба да одговори? Значи, он што во октомври месец доби проект што требаше да го спроведе, но не сакаше да го спроведе, што чекај, може некои фондови треба кај мене джеб да влезе. И сега најна затоа што цел Балкан се крена за Србија, чекај и ние во Македонија сме загрозени. А за Кирил од Корчагин не знаеше да писне. И сега ние треба да збориме дека сушност, одлично. Како ќе кажеш на млад човек дека затворениците од Идризова треба да се преселат во Косово затоа што таму имале подобри услови. Којто е затворник со подобри услови? Што направиле кривично дело за терористички напад. Воено злосторство има да извршено. Што не може да застари тоа дело, ајде да има Косово ќе го представи. Како ќе му објасните на млад човек дека парата не може да купи се во општеството, кога го имате Зоран Кичиев кој што отиде во отворен затвор, па го пуштија, уби човек кога го пуштија излеги, па пак да се врати на затвор. Како тоа ќе го објасните на млад човек? Како ќе го објасните на млад човек дека како се каже тој, извинете, како се каже Дохлит, не се сеќавам тој локалниот шериф, кој што претепа советник, па си влезе во општина Охрид, па пак си излезе од редовите на Дуј. Што претепа, што беше закон не го фаќа него. Значи не знам како беше има многу аномалии кои што младите го гледаат ова. Младите учат од криминални умови. Младите гледаат на телевизија криминалци. Младите џабе пишат книга за Гоце Делчев, за Питу Гули, за Тито, за сите тие големи војсководци, кога во реалноста денес, во 2023 гледаат криминалци на телевизија. Во секоја сфера, не гледаат само, не зборам само ДСД, зборам редовите на ВМРО, зборам редовите на сите тие кои што се на расипа начин влегеле на некој начин во својот успех. Како на млад човек ќе речам, јас утре ќе бидам родител. Ја не сум родител, но уште сум млад, но утре не ќе бидам родител. Што како да го учам моето дете, нека ми каже некој како е возможно да го учам моето дете на правилен, морален начин, кога гледа дека најлошите деца што можеле да постат, најлошите луѓе секогаш ќе се наврнат. Зошто? Затоа што парата купува се, криминалот се исплати. Тоа во Македонија се промовира. Сално ти на млад човек му кажеш седи 4 години во средна клупа, седи 8 години во основно, седи уште 4 години во факултет. Па правен факултет професорот Драги Рашковски, поради немаше потекло на имот, проверка закона што ќе протекла. Дали предоци затвор си го препиша цело хипотетички, нормално е хипотеза, не може да го потврдам, но дали си го препиша цело свој имот на неговите деца кои што имаат 2 години. Како ќе објасниш ти на млад човек, како дојде да праша, извина, како Драги Рашковски не отиде во затвор, туку цело имот му отиде на конто на неговите деца, кои што се 2 години, како го имаат стекнато тие, но меѓутоа нема закон за проверка на имот, не можеме тоа. Ки излезе утре Таче или не знам, Лјупче Николовски ќе кажат се бориме со корупција, МВР ќе каже најдобри сме држава, нема
нема подобро, ама на рачино не сме менен писме, а рачино ако побараат уште 2 милиарди евра ќе мора да ми ги сплати. За која општествена морална правда, ова е уништено општество, не без навреда, јас сум оптимист, ама веќе не гледам некој политички субјект. Гледате го однесувањето на Артем Груби. Гледате го однесувањето на Артем Груби, што на кој е тој понизен лик што треба да каже кој народот ова го сгреши, кога треба да се поправи. Како тој министер за образование извели на Весна Петрушевска и вели на Изабела Пан ревностно дете, дека нема време да одговара за прашањата за децата. Мора да се замениме од друга агенда. И во новиот проект Те слушам, ќе продолжиш? И во новиот проект вели дека ќе подобри работата на психолозите, ќе работеле според приватен формат. И како тоа кога професорот, да речеме, конкретно случајот во Корчаги, педагогот знаела за случајата дека детето имало мобинг, како ќе каже? Треба се водат надворешни експерти што ќе воведуваат редослед во учениците во образовниот систем. Па предпоставувам дека психологот треба да каже на учителскиот, на советот, на учители, директорот и после, нели, раководните структури, ама тоа е додека се соберат, додека донесат, додека сватат. Знаеш колку куршуми се испукуваат и колку пати се рипа од зграда. Имаме неефикасен систем за таква работа, а децата се последно. Дали ти си ги слушаш зборовите? Од твоите зборови, како ги опиша работите, а ги опиша добро, Министерството за образование е последното дупче на шупче. Значи, најнебитната може би карика во цела. Мислевме дека за култура е. Не е. Образование. Апсолутно не ги интересира. Дали пратеше колку дојави за бомби? Дали пратиш дека уште немаат учебници? Дали мобинг има во средните училишта? Ама од професори, не од ученици, обратно врз професори. Обратно е. Професорите вршат мобинг, затоа што е дојден од партија, затоа што е наместен, се чувствува моќен. И после родителите реагирале па ќе реагира да го заштити. Дошол некој куртон таму затоа што лепал плакати у партија и го ставиле професор ке биде. Па ние имаме човек кој до вчера работеше на Паркинзи, сега ја води кардиологија. Па што е ова ако не е Монти Пајтон? Абсурд! Така е. Абсурд! Надреализам! Ова е, што да ви кажам, ова дури не е ни бара сериозна анализа, ова е веќе за црно кабаре. Така. Фала ти многу, ме освежи за крај. Да ти кажам, со тебе ќе завршам. Ако имаш уште нешто да поентираш, вака не сум те чул, мислам, не ви го памтам гласот, обично мојве редовни им ги знам од прилика ставовите, ама беше вистинско освежување вашево. Ви благодарам. Само нека провери министерот во неговата филка, има сериозен проект што може да биде даден за да може се реши ваквото, меѓутоа не сака да го спроведе. Се си има дадено. Се има тоа дадено, таму не им се работи. Тоа е вториот проблем, администрација не им се работи едноставно. Сека плата на први толку нема елан за работа, едноставно. Сега дека што влезе дуи се е тоа метастазирано, толку. Не знам како да ви објаснам. Тоа е тоа. И благодарам многу. Благодарам и вам, лека ноќ и пријатно. Мислам дека овие неколку гледачи повеќе или помалце го задржаа вашето внимание, иако на повеќето мои дописници, што се вика веќе и речениците им ги знам и што ќе каже и како ќе каже, нели, се знаеме, тоа е веќе што се вика брак, фамилија, вака убаво кога ќе улета некој нов лик со своја анализа и тоа со така сериозно своје размислување околу целава проблематика. Многу благодарам. Јас само ќе кажам дека немаме ние многу капацитет да разговараме за тоа што ни се случува со децата. Ние уште не успеавме како општество да се издигнеме за да го расчистиме случајот на Смилковско езеро, каде деца беа екзекутирани, значи не мобинг, не планско убиство на некоја љубомора или суета и така натаму.
туку сериозно, планско, кој го направил, зошто го направил. Уште немаме одговори. Па ни виновниците не ги имаме. Нели? А дури имавме и протести за нивните права. Интересно. Ја би сакал да дочекам да видам судење во мојата земја за злосторства против општеството, човештвото и пред се децата, да се изврши врз за оние што беа за време на короната, да биде ставено на јавно судење, на трибунал, и тоа дури меѓународен ќе се согласам, Министерството за образование, Министерството за здравство и другото вам ви дава. Чувствувате гнев? Не ви е убаво? Знајте дека вашите малолетни деца, за кои вие сте убедени дека ништо не разбираат, го примаат сето тоа. И вашата енергија, и кажаното во емисиите, во вестите, и вашиот гнев, не дека свесно ќе го разберат, но подсвесно ќе го примат, а тоа ќе ги менува како личности. За жал, во многу случаи ќе ги менува на лошо. Стануваме се полошо место за живење само заради една работа. Не делуваме. Лека ноќ и пријатно од мене.